Ќе го обжалиме решението на Министерството за труд и социјална политика за повторното одземање на ингеренциите за детската градинка Ангел Шајче, но и ќе ја разгледаме можноста за кривична пријава против актуелниот министер поради непостапување и кршење на законот. Истакна првиот човек на општина Куманово Максим Димитриевски. Нема да ме изненади ништо. На ова власт пракса и стана да се одземаат ингеренции во секоја ситуација кога го штитнат личниот пред општиот, граѓанскиот и јавниот интерес. Таков беше случајот со одземање на ингеренциите во детска градинка, каде што имаме еклатантен пример на кршење на статутот на оваа институција. Се одзема ингеренција од страна на министерот за труд и социјална политика уште пред 4 години и повторно сега, иако актуелниот директор на детска градинка Ангел Шајче и неговото поставување директно се коси со статутот на оваа институција, каде што изрично стои дека едно исто лице не може да има повеќе од 2 последователни мандати во самиот статут и веројатно согласно одлуките на министерот во следниот период од страна на општина Куманово ќе бидат преземени соодветни правни действија. Првично ќе ги обжалиме решенијата на министерството, а подоцна и ќе разгледаме можност за поднесување на кривична пријава на актуелниот министер за труд и социјална политика, бидејќи истата со вакво постапување, разрешување на поставениот ВД директор и несоодветна и нетранспарентна водена постапка за избор на новиот го има прекршено законот, но за тоа ќе следува писмено информирање од наша страна до јавноста. Градоначалникот на Куманово рече дека нема да го изненади и власта да одлучи да ги одземе ингеренциите за градежните дозволи, бидејќи како што нагласи стана пракса да се одземаат ингеренциите во секоја состојба кога се штити личниот пред граѓанскиот интерес. Тој информираше дека веќе добил писмо од министерот за транспорт и врски, кој го протолкува како заканувачко, откако општината одлучи да го суспендира деталниот урбанистички план кај школска амбуланта со образложение дека го загрозува јавниот интерес. Суспензијата, која е времена и ќе трае 12 месеци период во кој треба да се отстранат утврдените забелешки, пошто ќе се гласа нов ДУП. Одлуката предизвика долга дискусија во Советот, но на крајот беше изгласана од мнозинството.